Здраво, дечки! Здраво. Повторно одиме со што? Математика. Математика. Се разбира. Што друго ако не математика? Да, добар ден. ден. Како сте? Добри? Супер. Што ќе учиме денеска? Денеска имаме час по математика, најпрво за 6 оделенците. Може да ја одлично. пуштиме и презентацијата. Ова дали ова е таа Не, презентација? 6. Добра, Шест. тука. Еве. Да кликнам само убаво. Дали е тоа? Да. Ете. Само малку. Одлично. Вака, ќе пуштиме слайдшоу. Ето така. Денешниот час, значи за 6 оделенците, ни е еднаквост на дробка и децимален број. За почеток дадени ни се дробките 1/10, 1/половина и 3/4, да видиме како ќе ги представиме во вид на децимален број. Дали имаш идеја, Лука, еве со 1/10 наједноставната ќе почнеме? Да, имам нека теорија. Да. Што мислиш? 1/10, Во децимален број колку би било? па 1 за... Не, 0, одлично. 0 запирка, затоа што не е 1,7 се разбира. Така. 0 запирка, а кога... сега... Ај вака да те подсетам малку. Велиме 1/10. Така. Се 0 сеќаваш на запирка 10. 0,1. 1, да. може. Зошто? После Бидејќи- тоа може да ставаме нули. Ете така, немаат вредност нулите после последното бројче кое што е различно од 0. Зошто 1/10 е исто што и 0,1? Кога учевме за децимални броеви и месна вредност, кажавме дека броевите позади запирката, како одат? Ако напред, пред запирката беа единици, десетки, стотки, позади запирката одат десетинки, стотинки, илјадинки и така натаму. Значи, првата бројка позади запирката ни се вика десетинка. А овде што ни кажува самата дробка? Дека имаме 1/10. Значи, позади запирката ќе го имаме Само број... еден број. Еден, само бројот 1. Односно, 1/10 во децимален број е исто што и 0,1. Следна за претварање ни е 1/половина. 1/половина веќе едноставно предпоставувам може да 0,5. 0,5. Сега од каде доаѓа тоа 0,5 математички да видиме? Зошто е 0,5 1/половина? Бидејќи наједноставно ни е да ги представиме дробките во децимален број кога долу имаме десетинки, стотинки или илјадинки. Бидејќи на тој начин знаеме дека ако е десетинка е едната цифра позади запирката, ако се стотинки две цифри. Значи дробката 1/половина, 1/2 и ја претвараме мислам ја преведуваме во десетинки и или излегува- стотинки во зависност Да. од тоа што кој број ни одговара. Значи како го правиме тоа? Проверуваме најпрво затоа што нели наједноставно е да работиме со десетинки со помало Така е, бројче. така е. Проверуваме значи дали може оваа дробка да ја прошириме со некој број за да ни добиеме именител 10. Односно, дали 2 помножен со некој број ќе ни даде 10? Да, тоа е бројот 5, па значи дробката 1/половина помножена со 5 ќе ни дојде 1 по 5 5, 2 по 5 10, што значи 1/половина е еквивалентна со дробката 5 десетини, а сега веќе кога имаме десетинки, знаеме дека тоа е 0,5 и десетинката има вредност 5. се преведува во така е. 0,5. Да видиме следната. Следна ни е 3/4. Сега, бидејќи ни еден број помножен со 4 ни дава 10, ќе мораме оваа да ја претвориме во стотинки. Малку потешко е. Така. Да. Кој е бројот со кој што 4 ќе го помножиме за да добиеме 100? Па 4 по 25. 4 по 25 ни дава 100, па затоа целата дробка значи ја прошируваме со 25, па 3 по 25 ќе ни даде 75. 4 по 25 е 100, што значи ќе имаме 75 стотинки. Сега ми е. Односно, децималниот број ќе биде 0,75. А сакате да кажете дека ако овој број не може да се со овој број не може да се помножи со некој за да се добие стотка, тогаш ќе треба и со 1000 да пробаме. Да, но ќе имаме случаеви, значи каде што нема да може да го направиме тоа ниту со 1000, затоа следниот час ќе видиме што се таквите дробки. Така. Значи за овој час ќе работиме само дробки кои што се содржатели на стотката. Односно, оние кои што ќе имаат именител 2, 4, 5, 10, 25, 50 или 100. Добро. Добро, одиме сега обратната постапка.
Дадени ни се сега децимални броеви и тоа дадени ни се бројот 0,3, 0,24 и 2,3. 0,3 Тоа се 3 десетинки. одлично. 0,3 се 3 десетинки. Бидејќи што забележуваме дека овој децимален број се состои само од една Само од еден, цифра позади која што е запирката, десетинка, а така таа е, е десетинка, така е. значи ќе бидат 3 десетинки. Ова е 0,2 24 стотинки. Така, Да. значи 20, само овдека нешто ќе напоменеме, 0,24 е 24 стотинки, но учениците треба да се трудат секогаш дробката да ја запишат во својата најпроста форма. Односно, овдека што може да забележиме? Дека бројот 24 и бројот 100 може да ги се скратат. така, да ги скратиме и во случајов тоа е бројот 4. 24 поделено на 4 ни дава 6 и 100 поделено на 4 ни дава 25. Сега веќе дробката е во својата најпроста форма, па може да кажеме дека задачата е комплетно решена. И последното. 2,3. Така, овде Значи- сега имаме малце потешка, Да, гледаме дека имаме десетинка. но пред неја имаме и Имаме две цели. имаме две цели, токму така. Значи, сега 2,3, бидејќи нема веќе 0 пред запирката, туку имаме двојка, тоа значи дека ќе имаме веќе две цели и она што остана, како и претходно го запишуваме во вид на дробка, Значи бидејќи истата постапка, истата од постапка овде, само како што и си го претходно, препишуваме така. и Да. целото. Значи, што треба да внимаваме тука? Дали имаме цело пред запирката или е нула? Ако е нула, тогаш ќе биде обична правилна дробка, а ако имаме веќе и цело, целото само доаѓа пред делот со Супер. дробката. Одлично. Што е следно? Следно, сега имаме три половини. Предходните бројки, дробки, кога ги претваравме, забележавме дека горе броителот беше помал од именителот. Но сега имаме поинаква ситуација. Броителот е поголем од именителот. Ова веднаш не асоцира дека сигурно ќе имаме повеќе од 1. Хајде да погледнеме како ова сега да го решиме. Ајде. На цртежов овдека имаме три цели. Така, затоа што она што горе ни го пишува е 3. Бројот 3 дека треба да го поделиме на два дела. Еве го, едното, второто, третото цело. Аха, значи овие 1, 2 и 3, ова треба да се Всушност подели ни го представува бројот 3, О. така, делено, дробната црта ни е знак за делење, значи Така е. треба да поделиме на половина. Кога ќе повлечеме линијата на половина, што забележуваме? Колку ќе ни биде всушност 3 половини? Еве го, 1,5. 1 цело и всушност е 1 цело и 1 половина, Половина. а тоа е 1,5. 5. Така е. Значи, требаше да го поделиме на два дела, а тоа е 1,5. А дали може до тоа да се стигне вака, пример, ако се напише едно цело, Добро? затоа што 2 со 2 кога ќе се подели, тоа е едно цело. Така. Значи го пишувам едно цело и една половина. Една половина, така. И односно ќе биде еднакво на 1, Запирка. 1 запирка 5. Така. Сега можеме да видиме и обратна ситуација. Сега не знаеме која ни била претходно дробката, значи кој број да го поделиме со 4 за да добиеме 1 цело и 1 половина. Имате идеја сега што да правиме? Сега веќе имаме малце Сега поинаква Марија треба да ситуација. влезе малку, Јас- јас не знам. Немате идеја? Хајде Не. вака ќе тргнеме. Значи, нешто сме поделиле на 4 дела. Кога сме поделиле, добиваме секогаш еднакви дела. Значи, ајде да видиме што сме добиле. Значи ова е цело- X всушност, така? Да. Што сме добиле? Еве ки. Така, на 4 дела делевме. Еве го првото делче од 1 цело и 1 половина. Еднаш, 2 пати 1 цело и 1 половина, 3 пати, 4 пати. Значи на 4 места имаме 1 цело и 1 половина, бидејќи сме делиле на 4 дела. А Прашањето нема беше... да го добиеме тоа кога ќе го помножиме? Токму Така е. Ајде, Ајде бидејќи да пробаме, сепак е за може. 600 деленци, да тргнеме прво на овој начин, а следниот час ќе им го објасниме и тоа. Добро. Значи, што може да забележиме од цртежот сега? Дека кој бил бројот кој што ни фалел? 1, 2, 3, 4. Овие две половинки ќе ни направат 1 цело, па станаа Така. веќе 5 цели. И ова овие спратено половинки со- уште 1 цело. Значи, во квадратчето ни фали бројот 6. 6. Бидејќи 6 поделено на 4 ни дава 1 цело и 1 половина. Супер, одлично. Добро.
Сега ќе повежбаме неколку повежбаме, задачи да. на таблата. Лука, ќе пишуваме таму или Може тука и- каде може и овде може да тука, пишуваме. добра. Дали работи ова, само да видам? Да се му свичи на печ, да имаме убаво запишуваме. Како се свичнуваше? Тука на ова? Не. Ај, exit прво. Ајде, exit. Page, switch. Ете го. New page. Ова. Веројатно. Еве го. Еве го. Се снајдов. Добре. Да видиме дали работи. Ќе пробаш сега Ајде, дропката ќе пробам. 2 петини да ни ја претвориш во децимален број? Да. Дропката 2 петини. Да, претворам во децимален, така? Така. Како кажавме, Значи, долу ни треба именител 10. 10 во случајот. Колку по 5 дава 10? 2. Така. Така што ова, што е овде, значи ќе имам постапно, нема Така. да брзам. 2 по 2 Така. ќе биде еднакво на 4 Така. врз 10. Односно, А тоа е тоа е еднакво на 0,4. одлично. Така. Добро. Ајде сега да ја имаме дропката 3/20. Ајде, сакаш да пробаш, Мари? Не. Не? Јас сум стам на тебе денес. Ајде. 3 20. 20. И сега логично, кога ќе видиме 20 не може да биде не може 10. Во, Тоа така, не може да претвараме во десетинки. Значи мора да биде 100. Колку по 20 е еднакво на 100. 5 по 20 Одлично. е еднакво на 100. Можам да го размислам затоа што 5 по 2 е еднакво на 10. Така. Така што запишувам стотка доле, а Така. горе пишувам 3 по 5. Така. И тоа И ќе ќе биде добиеме? еднакво на 15 врз 100. Односно, тоа ќе биде еднакво на 0,15. Одлично. Ето така. Уште, има ли уште? Уште да повежбаме уште малку потешка сега, ќе ти дадам, може? Може. Колку сакате тешки ќе ги решам. Сите ќе ги решам. Ајде да видиме. Ајде 13/50 сега. 13,50. Да, Ајде. 13 врз 50. 50. Логично, пак одиме по логиката. Со тоа се водиме. Дека стотка. 50. Но. Вака, за да не заборавиме со кој број ја прошируваме дропката, можеме тоа вака овде да го ставиме по 2. Така. Дека дропката ја прошируваме со 2 и овој знак веќе горе ни покажува дека Не мора да ги и препишуваме. броителот, така, Така. и именителот во исто време треба да ги помножиме со бројот Така 2. е. Па Тоа е сега веќе знаеме 13 по 2 веднаш без да пишуваме, Тоа е значи 6 и 1 постапката по 2, 26. Така. Тоа е еднакво на 0,26. А дали може таква со кратење нешто што Еве сега тоа ни е следната. Сега да го имаме децималниот број. Да. 0,15. 0,15 е еднакво на. Вака сега. Кога гледаме дека има два броја после запирката, тоа значи дека имаме десетки се првите, десетинки и стотинки. Стотинки, така. Тоа значи дека доле ќе биде стотка. Така, одлично. Сигурно стотка, а горе ќе биде 15. Така, значи го припишуваме Пишуваме бројот бројот. што е позади децималната запирка. Така е. Сега, еве го моментот. Сега се крати со 5. Така. Ете така, одлично. Ова се крати со 5, кога ова ќе се скрати со 5 се добива 3, а кога ова ќе се скрати со 5 се добива 20. Така, Значи тоа е еднакво на 3/20. така. нека Сега ќе ти види дам камерата само. така. Се гледа супер. Сега, Добро. уште еден пример каде што често учениците знаат да сгрешат во претварањето, да го погледнеме и тој момент. Ајде да видиме. Ќе избришеме цела табла. Добро. Ајде. Така. Одиме со следен пример. Нека е даден сега децималниот број 0,02. Така. Добро. Ајде да слушнам како ќе
Пак гледаме Остатни дека е сега? стотинка. Одлично. Така што Сега- ќе биде стотка, секако, Така. тоа не го забораваме. Така, А бидејќи десетка немаме, сепак два си се препишува. одлично. Значи, често знаат учениците, бидејќи 0,2, да ќе им текне дека е всушност бројот Да. 2, меѓутоа грешат, ќе запишат 2 врз 10. Да. А забораваат дека двојката се наоѓа всушност на местото на стотинки, па ќе И биде сега ќе ги 2 скратиме. врз 100, токму Бидејќи така. може да се дели со Одлично. 2, ќе ги скратиме и ќе добиеме. 100 делено со 2 колку е? 50. Така. А 2 делено со 2 се разбира 1. Значи еднакво на 1, 50-тина. Така. Ето, така. Првичната друпка била 1/50. Така е. Дали наставнички ќе ни дадете нешто за домашно и на нас и на гледачите што гледаат, на дечињата Да, кои што нека треба да состават учат? значи самите по неколку примери на децимални броеви кои што ќе ги претворат во дропки и обратно, дропки кои што ќе се потрудат да ги запишат во вид на децимален број. Супер, супер, одлично. Супер. Да, избришеме. Дали имате уште еден пример за мене, така потежок да го пробам за крај? Па мислам на дека часот? беше доволно, бидејќи Доволно. имаме сепак и уште 3 часа математика, ќе се изнарешаваш. Да. Супер, одлично. Лука е спремен уште од рано са бајле за математика. Така е. Подиме со джингл, дечки, и ќе продолжиме со што? Со математика.